Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б, и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на забава. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добро ден, почитувани дами и господа, уште едно дружење со нашата емисија Возење со мене или со Вучич, како што сакате, а и со мене. И денеска ќе имаме интересни кандидати, поточно, ајде да кажам, 2 кандидатки. Едната помала, едната нешто постара, но и двете млади и се надевам дека ќе освојат доста убави награди. Никогаш, впрочем, не се знае која од наградите кај кого ќе отиде. Малку и среќа, малку и знаење, овој пати двете на едно. 2 во 1, што велам јас. Инаку, оваа емисија е создадена да се вози низ Скопје во текот на целиот цикл кој ќе трае 9 месеци. Веројатно ќе прошетаме низ другите поголеми градови из Македонија, например, сигурно во Куманово, сигурно Велес, Гевгелија, Битово, Струмица и Охрид, тоа ни е во план. И тоа ќе снимаме наизменично по неколку дена во еден те ист град, затоа што еднаш само доаѓаме. Но за тоа благовремено ќе бидат обавестени сите наши драги гледачи, а јас она што ве молам и би сакал да се јавувате на нашиот Facebook, на нашата Facebook страница и да се јавувате на телефона, што го гледате на долниот дел на вашиот екран, за да може да учествувате. Ќе имаме многу награди и имаме многу убави награди, првенствено се стокови награди, но имаме и многу патувања. Едно од новитетите што ќе биде секако, ќе биде нормално прашањето и многу потешко, но верувајте ми, секако ќе обезбедиме патување за двајца надвор од Македонија и тоа со авион. Кои дестинации ќе бидат? Дали ќе бидат Западна Европа или ќе бидат од оваа страна? Еве сега се вклучува и новата линија Скопје-Атина, Атина-Скопје. Сигурно ќе имаме и лет од таму наваму и од ваму натаму, како и да ќе биде многу интересно. Затоа пријавувајте се да ги искористите шансите. Ете, тоа е мојата уводна најава што сакам да кажам за нашата емисија. И уште нешто. Оваа емисија оди секој ден на Еден ТВ и тоа од понеделник до петок. Сабота и недела се репризните и изданија. Ќе имате многу шанси да ја гледате и низ текот од понеделник до петок. Има доста репризни изданија, како и да сигурно ќе ја начекате емисијата, ќе видите вчера видени што све може да се случи во овој автобус. Од разни сокчиња, од разни кафиња, од разни
млечни производи, нешто благичко, да не ни падне шекерот, бидејќи се снима турбо, тоа се го имаме на нашата маса, а во горниот дел на автобусот, бидејќи ова двокатен автобус и е специализиран само за оваа емисија, сите можни награди, од кога ќе заврши кандидатот, ги даваме директно на него и потоа со среќа да си оди дома. Сега почуваме со нашата емисија и да се поздравам младата девојка која ни зема учество овој пат, Христина Тодоровска. Здраво, Христина. Здраво. Христина, Кики ли те викаат? Да. Кики. Да те викам Кики? Викајте. Браво, Кики. Инаку, Кики е втора година, медицинско, така, за медицинска сестра. Уште 2 години имаш и онака многу бараат медицински сестри, веднаш ќе бидеш вработена. И онака си младо и убаво девојче, некој доктор која ќе те нацилја, ова Кики во кај мене ќе дојде, имаш убава насмевка и таман. Едно со друго, 2 у 1 што велам јас. Дали си опуштена? Немака. Уште да зборам? Не. Доволно? Сокче се напи? Не сакам. Ајде, напи се да се живелиме. Ајде. Добро ми дојде во емисијата, ова е само сокче. Кафенце си пиеш дома? Не. Не, јас си пијам. И почнуваме со нашата емисија, може? Првото прашање го знаеш, е музичко, малку да те ослободам. Ке пуштиме една музика и од дали ќе биде пејаче, дали текстот, внимавај на се, затоа што прашањето ќе произлезе баш од таа песна. Може? Веднаш се враќаме да ја пуштиме песна. Почуваме? Ајде да слушнеме една многу убава стара македонска песна. Ја излези стара мајко на венчерето, ја излези стара мајко на венчерето, а да видиш кој помина умре за него, а да видиш кој помина умре за него. Доволно една стара чолгаџиска охридска песна. Ја излези стара мајко. Е сега, прашањето за песната. Кој поминал под пенџерето во македонската народна песна Ја излези стара мајко? Кој поминал? Како одеше понатака текстот? Ни помина некој испод. А не го разбрав. Значи, не смем да ти го кажам, инаку ќе биде точен одговорот. Значи, да ти прочитам, прашање за песната. Кој поминал под пенџерчето во македонската народна песна Ја излези стара мајко на пенџерето? Ѓуро. И кој излего под пенџерето, кој поминал? Нејзиното? Умрела за него. Не знам. Не знаеш? Масло за јадење не може да... Дали може да ја пуштиме уште еднаш песнава, макар да видиш кој поминал испод? Може? Биди кул, биди смирена, бидејќи ништо не е страшно, а сакам да ја добиеш оваа награда, бидејќи е време на прајање ајвари и време на прајање лутеница и баш ова масло за јадење бисер добро ќе дојде за тебе и твојата фамилија. Слушај внимателно. Ја излези стара мајко на пенџерето, ја излези стара мајко на пенџерето, а да видиш кој помина умре за него, а да видиш кој помина умре за него. Кој? Како? Па да види кој умрел за него. Не умрел? Не умрел. Ако слушно. Мојто либе, ајде, нема врска. Бисер масло за тебе, точен одговори, аплауз. Малку те фатив неспремна или не ја знаеш песнава? Ја знам песната, ама
а да беа твоите постарите тато, мама, да видиш како ја знаат песнава. Ке се вклопевме. Океј, одиме со второто. Знаеш и самата, од 1 до 7 имаме прашања. Ако ги одговориш првите 4, и ако го одговориш 5-то, 6-то и 7-то, добиваш 3 вредни награди. Може така? Почнуваме. Злобната жена, фигуративно, како ја нарекуваме? Мачка или кучка? Кучка. Кучка е точен одговор, браво! Кога ја преминал реката Рубикон, Цезар рекол: коцката е што? Тркалезна или фрлена? Фрлено. Фрлена е точен одговор, браво! Трето, Пантик и Шојќ. Знаеш? Да. Добро. Се главните ликови во филмската комедија Тесна кожа или Чао инспектор? Тесна кожа. Тесна кожа, Пантикју, точно. До сега 3 погодивме, одиме со четвртото. Оперативниот систем на Microsoft се вика Linux или Windows? Windows. Windows, точен одговор. Добре. Пето, сега имаме награда. Внимавај. Христијаните се молат во црква, а евреите во лагода или синагога. Да ти повторам. Таму се нешто двете. Христијаните се молат во црква, тоа го знаеме. А евреите кај се молат? Во пагода или синагога? Синагога. Синагога, тоа е точен одговор и имаш една награда освоена веќе. Одиме за втората награда да се освои, шестото прашање. Кој од кошаркарите близнаци Стојановски е повисок? Војдан или Дамјан? Едно кажи. Вториот. Ај, точно одговорче, браво, браво. Дамјан е точен одговор. Кој лик во ТВ серијата Беверли Хилс го играше актерката Джени Гарт? Кели или Бренда? Бренда. Овде кога го утнавме беше Кели, но освоивме 2 награди од можните 3 награди. Не се секирај. Одиме со третата и сега нашата асистентка што напишала не знам, но бргу ќе видиме и ќе почнеме со играта. Видете, тука веднаш се враќаме. Одиме со третото. Сега внимавај, размислувај, кој сум, што сум. Дали е предмет? Чекај, имаме колку 150 секунди, значи 2,5 минути. Ја велам сега. Дали е предмет? Не е предмет, Животно. животно е, да. Го имаме зоолошка? Како? Дали го имаме зоолошка? Го има во зоолошка нормално, ако е животно. Мало или големо? Одговарам само со да или не. Дали е мало? Мало растрасти или? Не. Мечко. Не. Дали дома го чуваат? Не. Имаш уште точно минута и 40 секунди. Дали живее во вода или надвор од вода? Надвор од вода. Ама сакаат сите животни генерално да се бањаат. И сега има многу видови на животни, тука е проблемот. Милските коњи сакаат да се бањаат. Например, белите мечки, мечките обично се бањаат. Колку што јас сум гледал. Уште 50 секунди.
Ако него погодиме ова, може ке имаш повеќе среќа да те пратам во Грција, не се знае никогаш. Уште 30 секунди. Што, на каде ти лета паметот, кажи ми? Не знам. Не знаеш. Сте животни. Исклучено, да, знам дека е за уште 10 секунди имаш. Кажи нешто барем да видиме. Крокодил. 3, не. Тој сака се бања дефинитивно. Значи, животното што го баравме е слон. Еден аплауз за слон. За слон. Аплауз. Добро, ништо не направивме. Сакаше да кажеш слон? Имаше во план или не? Не ти текна на слона. Добро. Океј, тоа беше тоа. Но сега оди она најглавното. Јас би сакал да ми одговори за да можем да те пратам во Грција, тебе или со твоите родители, како ќе одлучите. Но дај да дојдеме до тоа, па потоа лесна работа. Имаме трипликова со 3 прашања и со 3 точни одговори, па да видиме што ќе се случи. Еден, два или три, тука имаме трипликова. 3. Хајде да видиме што ќе се случи сега. Ова може би и ќе го знаеш. А да си постара, ќе броиш и сигурно ќе знаеш. Колку години наполни на 30 мај оваа година мојот пријател Здравко Чолич. Грција 7 дена. За двајца Халкидики, Санторини, баш за неговиот роден ден во мај, ти да се... Се бања он. Значи, колку години наполни на 30 мај оваа година Здравко? Сега, да ти кажам, кога ја гледаат оваа емисија, знаеш ли колку жени се заљубени у него што имаат над 60, а испод 60? И скоро сите му го знаат роденденот и точно знаат колку години. И си велат, како не знае, како не бев јас тука. Добро, јас можам само да ти кажам дека да ми кажеш од 58 до 68. 64. 64, за жал, не е точен одговор. 67 години има Здравко Чолич. Ајде, поздравете ја, Христина! Не ми знаеше, нели? Е сега, да беа некои од твоите родители тука со нас, може би, поготово мајка ти може би те знаеше, ако го обожава и ако неговите песни ги слуша. Затоа што буквално се мој хит. Како е да ти си одговори на неколку прашања, си убави награди си освои. И јас сега ќе те поздравам, ти благодарам, малце стегната ми беше, не знам што ти е. Драги мои, ние одиме да израдуваме некој надвор, потоа се враќаме со следниот кандидат. Видете тука да видиме што нудам јас, а што ќе земат тие. Еве ме мене. Сега да видиме кого ќе усреќам јас. Ќе биде добра работа. Да видиме кого ќе усреќам. Треба да биде машко, кошулова е машка. Кого ќе ја надам кошулата, појма неа. Еден дечко овдека зборува, предпоставувам со девојката на мобилен телефон. Заврши се разговорот, да ми го дава. Или има еден што се прозева, ај таму ќе дојдам јас, па ќе ја дадам. Ете така. Ја не знам. Дечко, здраво. Драган, како си? Душко, имаш среќа.
доделувам награди. Мак джинс таман за тебе, брате. Добре, еве тие, со здраве да се носиш. Еве тие. Инаку, овој автобус да го запамтиш, ово е новиот автобус кој се возим ние и внатре снимаме квиз кој се вика возење со Вучич. Внатре даваме награди, поставуваме прашања и така натаму. Секој ден одиме на еден ТВ, а ти само секој ден утицанет и да фатиш женско, ако не можеш. Чао. Чао. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисер во сите маркети блиску до вас. Масло Бисер, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейзаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Дојдовме до моментот да ја представиме втората кандидатка, нешто постара од првата, инаку исто млада, девојка, тоест мајка, предпоставам, така? Да. Добра. Да ја поздравиме Оливера Цветановска. Цветков се извинувам. Добро дојде. Добро ве најдов. Еве, гледаш ли како фатло взимаш? Благодарам. Добре.
Ајде нешто во кратки црти за тебе, бидејќи не знаеме ништо, само овдека пишува дека си во администрација. Да, значи мајка сум на 2 деца, керката ми е 8 години, машкото ми е 6 години. Како се викаат само? Мила, големата и Матеј Мила, помалото. поздрав од Чичка Драган и Матеј, Помалиот од помалиот, 6 чао Матеј. години. Повели, работиш во? Работам во државна администрација, значи сум во државна болница на патофизиологија како административен работник на шалтер. Пациенти преку ден? Премногу. Премногу. На шалтер. Имате проблеми, некој не се разбира од добар зборот? Затоа немам навети, да. Значи премногу, има и разбрани и неразбрани луѓе. Од 8 до 4 предпоставувам? Не, од 7 до 2. 7 до 2? Да. Добро, а кажи ми, со какви проблеми може да најде еден административец од другата страна, кога се знае што треба да се, нели треба да се плати, предпоставувам нешто? Значи, на луѓето некогаш знае да им биде искап прегледот, знаат да ни Добро, носат нели документација знаеле што однапред? треба, се прашуваат зошто книшка или зошто упат за еден преглед, али небитно, значи се сноѓаме, ние гледаме да помогнеме, затоа што сме ставени на таа позиција. Да. Ке помогнеме, значи они ќе ни помогнат на некој начин, ние на нив на некој начин, за да се заврши работата, бидејќи има од цела Македонија, сите градови, мислам, Така е. не е во ред да го вратиш човекот што дошол од Гевгелија или од Струмец или Јас било го гледам како. огромните гужви од понеделник до четврток, петок може би малку помалку. Не, петок сега како им дозволија да се возат пензионерите, имаме исто. А имате исто, активно. јас се извинувам. Да. Со овакви автобуси предпоставувам. Со вакви, да. Почуваме ние со нашата игра. Видео пуштена. Нема ништо страшно. Ке почнеме малку со песничка, да видиме што песна е. Уствари јас знам дека што песна е. Се развеселиме. Да. Позната е пеачката, ултра позната, па ќе видиме што ќе се изроди од самата песна. Дали ќе прашуваме нешто за текст, дали пеачот, дали аранжман, композитор или така некако. Видете тука, веднаш пуштам една преубава песна од една многу позната моја колешка. Почуваме со првата песна. Јас ќе замолам екипата зад камерите да ја пушти, за да може да се слушне, па потоа следува и прашањето. Не можам да кажам јас, дека повеќе од тебе знам. Нема лажно его ни суета, не би се ставила јас пред тебе. Иако подолго од тебе постојам, вечно све ќе ме бленеш. Дај барем остави ме да живејам пак со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени, со бели мириси од плави денјани и усни румени. Да ти кажа дека се пак живејам. Да, јас мислам дека е доволно. Дали знаеш која е пеачката? Мислам дека како што можев да слушнаме Калиопија Манесов. Така е. Сега моето прашање е, како се викаше мажот вториот на Калиопија? Првиот Васил, беше Ромео Грил, Васил мислам дека беше. име и презиме. Не ми текнува на презимето. Точно е дека е Васил. Не ми текнува на презимето. Јас ќе ти помогнам и ќе ти кажам дека почнува на З. Зафирчев. Така е да пукне, мамо! Добре. Сега ќе ти доделиме пешкирчиња за децата и тоа од фрутирка делче. Многу убави, многу меки. Точно, Ова е за прво. квалитетни. Квалитетни се, така е. Сега одиме со играта која се вика Джа или Бу. Или тоа, или тоа. Нема трета. Имаме 7 прашања. Петото е одговор, точен награда, шестото е точен одговор награда и седмото точен одговор награда.
Почуваме? Дали е спремно се? Да. Добро. Првото, како популарно се нарекува пешачкиот премењ? Зебра или жирафа? Зебра. Зебра е точен одговор, браво! Број 2. Слабоста на Перо, пријателот на Попај Морнарот, што му се, пиците или плескавиците? Што јаде тој поише? Попај Морнарот има еден пријател тамо, нон-стоп ждере нешто, нон-стоп јаде, дали се пици или плескавици? Сега, у тоа време, не знам дали постоеле пиците. Повеќе се кон плескавиците. Точен одговор, да помогнам. Број 3. Ова мора да го знаеш. Кларк Кент е другото јас на Супермен или на Спајдермен? Супермен или Спајдермен? Супермен. Супермен е точен, малку погласно. Така. Четврто. Која пејачка, ова може би не го знаеш, ама кажи нешто па да видиме. Која пејачка е постара? Зорица Брунслик или Неда Украден? Тука негде се. Тука негде се, да, точно, имаш право. Меѓутоа, ајде ти кажам ова. 5 години е постара едната од другата. Битно тука негде се. Тука негде се, да. Мислам Зорица. Но не со сигурност. Па, мене ми треба сигурен. Зорица ќе биде. Зорица да биде, добро. Значи Зорица Брунслик е, Неда Украден има 68 години, а Зорица Брунслик е 5 години, уствари, Неда Украден има 68 години и е 5 години постара од Зорица Брунслик. Што значи, овој одговор не е точен, одиме на следниот. Пето. Кој е прекарот на NBA екипата од Бостон Пистолс или Селтикс? Една од двете. Како можеш ти имаш пошто не? Значи, кој е прекарот на NBA екипата, кошаркарската екипа од Бостонс? Дали се викаат Пистонс или се викаат Селтикс? Пистонс. Селтикс, ништо, одиме со шестото. Мајката на браќа Миладиновци се викала Марија или Султана? Едно именце, така. Лефтерно. Марија. Марија или Султана? Султана е точниот одговор. Синтот грешно. Автомобилите со регистарската ознака ВВ доаѓаат од Валандово или од Вевчани? Од Вевчани. Тоа е точен одговор. Погодивме некако. Добро, до сега имаш две награди. Седмото прашање, бидејќи двете не беа точни, ќе си добиеш масло за јадење, за да си имате дома, кој ќе дојде мажот од Швајцарија да прави салатичка и така натаму, и све што ќе посака. Нели е он глава на фамилијава? Точно. Точно, добро. Одиме со третото, сега не знам што ќе испадне, веќе се пишува тука, ќе видиме. Камери, ве молам малку пауза да се вратиме повторно со нешто напишано, за да можеме да го гледаме и јас и вие што знаете, а мојата гостинка за жал не го знае, но ќе погаѓа. Почуваме со третата игра, да видиме што се крие за ова картонче овде. Фино е напишано, што Перица 2,5 минути повели. Предмет? Така е. Гледаш како одна повели? Електроника? Не. Подвижен, неподвижен? Подвижно. Максимално се мрда. Моторизирано? Не. Ај сега ќе ти помогнам. Врзано со твојата професија. Максимално се мрда. Максимално се мрда. Така кажавте. Максимално се мрда. Да не би било
Овака. Работиш кај што работиш? Со колку колешки работиш? 3. Со 3? Да. Што имате пред вас овака? Биро имате, така? Да. До толку зборам, после ништо не зборам. Електроника рековте не поврзана. Не. Па немате само електроника таму? Например, стол. Така, имате стол, супер. Да. Имате столче и тоа уште супер. Да. Друго што имате? На масата што имате? А подвижно е? Маус. Е подвижен. Добро. Картија е подвижна. Не е ни маус, не е ни картија, а близко Пенкало е подвижна. Пенкало е точен одговор. Еден аплауз ве Ти молам. мрда превише. Гледаш дека се мрда многу. Превише. Така е, Афродита е заслужено. Одиме со четвртото. Дали ќе отидеш на море, е четвртата игра, дали знаеш? Дали знаеш, ќе видиме веднаш. Јас само да тркнам и земам пликовата. Веднаш се враќам, видете тука. Во рака држам 3 пликова. Број 1, број 2, број 3. 3. 3. Дека тројката е видите? Да. Добро. Колку села во Република Македонија го носат името Новосело? Многу се. Ова само чиста тепка. Од до? Од до? Да. Од 10 до 20. Добра, не се претеруваме, мама. Од 10 до, ајде, до 20. 14. Ајде уште едно и крај. Јас се зачудив, не знам, искрено. 17. За жал, за малку неточен одговор, 18 цела. Еден аплауз ве молам. Дали јадеш благи? Обожаваш? Да. И децата? Па и не баш децата. И не баш. А тато и мама? Тато и мама највеќе. А свекорот јаде? Уште повеќе. Уште повеќе. Бидејќи не го знам свекорот, а тебе те знам, тебе ќе ти дадам од мене лично 4 пакувања од Сандеј, нешто најубаво што сте јаделе. Ке имате, само немојте да претерувате. Не во една вечер, да ги поделите. Не во една вечер, таман работа. Отиде работа. Ке имате, како што сте си апетитли и гледам, ке имате најмалку за 3 дена. Благодарам. И уште нешто може ке добиете екстра од мене за вашето прво учество во емисијата. Еве рака, благодарам многу. Поздрав до дома, до дечињата, до сопругот која ќе се врати, свекорот, сигурно свекорот. Го знам од негде, ама не знам од кај. Познат ми беше преска, го видов, ама ај викам дека снимаме емисија да не му се представувам, ама кај да ќе се запознаеме. Драги мои, толку за денес. Гледајте не. Во секоја емисија ќе има изненадување. Како за вас, како за нашите преборувачи, така за луѓето што стојат на автобуските постојки, случајните минувачи. Чао, ве сакам највеќе на свет. Чао, чао!